Издадени се согласности за трансформации во редовен работен однос во 30 јавни здравствени установи и веќе над 150 лица кои биле ангажирани по овие основи почнаа да ги потпишуваат договорите за вработување на неопределено време, информираше министерот за здравство Никола Тодоров. Во рамки на имплементацијата на законот со кој се опфатени волонтери, лица ангажирани со договор на дело, авторски и други договори во органите на државната управа, локалната самоуправа и јавната администрација, министерството формираше стручна комисија која ќе ги разгледува случаи на лица чии договори биле прекинати поради бременост, раѓање и или мајчинство. Комисијата ќе ги утврдува условот и времетрењето на прекинот на ангажманот. Нискобуџетната авиокомпанија Визер, која што реализира субвенционирани летови од македонските аеродроми, информира дека ги ревидирала кабинските постапки и воведува нова постапка со која се осигурува дека во иднина пилотската кабина никогаш нема да биде управувана само од едно лице. Доколку еден од пилотите напушти пилотската кабина, тој или таа ќе бидат заменети од страна на друг член од екипажот, изјави портпаролот на Визер Данило Де Карваљо. Новата постапка веќе е одобрена од Унгарската агенција за цивилна воздушна пловидба. Германското обвинителство соопшти дека вториот пилот на Боингот, собственост на Germanwings, кој се урна пред 3 дена, 27-годишниот Андреас Лубиц, скрил заболување што го имал од својот работодавач. Фактот што Лубиц добивал боледување од лекар укажува првично дека тој скрил здравствени проблеми од работодавачот и колегите, се вели во изјавата на обвинителот во Дизелдорф. Не е наведено за какво заболување се работи, но се нагласува дека тој бил под терапија со лекови. Според него не се откриени знаци на политички или религиозни мотиви за неговата постапка. Не е најдено ниту проштално писмо од Лубиц, јавија германските медиуми. Казни затвор од по 20 години добија обвинетите Джемил Браими и Јасмина Махмуд за убиство на 3-годишната Мевљана што се случи лани во куќа на Битпазар во Скопје. Пресудата ја објави Основниот суд Скопје 1 во Скопје. Мевљана според обвинението била претепана до смрт со електричен кабелот и се измокрила на тепихот. Джемил и Јасмина ги чувале трите деца додека нивната мајка со која делеле ист кров била на работа. По трагедијата и се јавиле и рекле дека девојчето паднало по скали, но резултатите од обдукцијата покажаа дека смртта кај малото девојче била насилна. Со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред, в недела во 2 часот наутро почнува летното сметање на времето. В недела на 29 март часовниците треба да се поместат за 1 час нанапред, односно времето во 2 часот ќе се смета како 3. Летното сметање на времето ќе заврши во последната недела во октомври, во 3 часот наутро. Македонската фудбалска репрезентација вечерва во Скопје од 20 часот и 45 минути ќе бие битка против Белорусија за трошка надеж дека може да направи подвиг и да патува на Европското првенство во Франција до година. Победникот во денешниот меч веројатно ќе го освои 4-то место во групата Ц, но Македонија со триумф има шанси да ја притисне третопласираната Украина. Изабраниците на Бошко Ѓуровски и самиот селектор најавија офанзива и атак на 3 бода, што се последната шанса за пат на Европското првенство до година. Ако Македонија победи, ќе има 6 бода и во случај на пораз на Украина од Шпанија, што е очекувано сценарио, украинците ќе имаат 3 бода повеќе од нас по половина изминати квалификации. Со нив треба да играме на домашен терен, што е можност за израмнување по бројот на бодови, но ваквиот расплет е можен само по победа вечерва против белорусите. Тие немаат ниту една победа и со 1 бод од 4 кола се на делба на последната позиција во групата Ц заедно со Луксембург.